Во тек се активности за отпочнување со работа на двете најавени инвестиции во Битолскиот регион. Грчката компанија Cera Metal вложува 12 милиони евра во изградба на нов објект во индустријската зона Жабени, а во нивниот производствен погон ќе бидат отворени 600 нови работни места. Се работи за компанија што е специјализирана за производство на метални производи и за јакнати метални конструкции, како и на материјали за заварување, а нејзините производи се наменети за енергетскиот сектор и за делот на градежни машини. Во однос на работните места, оваа компанија ќе обезбеди значителен број на работни места. Во првата фаза се планира вработување на 150 лица. Покрај овие 150 лица ќе бидат обезбедени и индиректни вработувања на околу 30 лица кои директно ќе асистират за потребите на Cera Metal и со развој на проектот се предвидува финалната бројка да достигне некаде околу 600 лица. Што се однесува до подготовките на Cera Metal за влегување во индустријската зона Жабени, во моментот се вршат сите подготовки околу проектна документација и сета придружна документација која е потребна за добивање на одобрение за градба и исто така се вршат веќе подготвителни работи околу започнување на работи во индустријската зона Жабени. Компанијата Пластики пак која е специјализирана во производство на изолирачки материјали во градежниот бизнис, веќе го подготвува браунфилд објектот во индустријскиот дел на Битола. Според најавите, инвестицијата за околу 2 години треба да порасне до 2,5 милиони евра и да вработи 150 лица. Ја избра варијантата да користат еден браунфилд објект, односно производна хала, во површина од 2000 метри квадратни. Халата лоцира во индустријскиот дел на градот Битола, во непосредна близина. Во однос на вработувањата можеме да кажеме дека се планирани почетни 30 вработувања и таа бројка за неколку години ќе се зголемува и треба да достигне некаде околу 120 до 150 вработувања, а инаку веќе имаме најави дека таа бројка може да биде и поголема. Странските директни инвестиции отворија нови работни места што во изминатите години допринесе за намалување на стапката на невработеност, што во 2016 година падна на ниво 24,4%, но покрај директниот овие инвестиции имаат и индиректен бенефит. Денеска повеќе од 500 домашни компании соработуваат со компаниите од ТИРС зоните.